Општина Битола потпиша меморандум за соработка со регионалното географско друштво Геосфера во насока за решавање на проблем кој е од големо значење за Битола. Станува збор за соработка која врши отворање на видикот на мапата на загадувачи во Битола, а во соработка со ова здружение, Инспекторатот за животна средина во општина Битола ќе добива стручна помош во лоцирање на пунктните места и точки каде има загадување на воздухот во општината. Со ова очекувам дека всушност почнуваме со суштински согледување на проблемите околу загадувањето. Од секогаш сум била против правење на пропагандни самочекори кои што навистина не ја менуваат суштината на проблемот. Откако станав градоначалник, во општина Битола, првите чекори кои што ги превзетов е да го одблокира малиот застој кој што беше направен за фатите кои што се земаа за обиколницата, која што е поврзана со загадувањето. Делував преку нашето јавно комунално предпријатие и нашиот општински инспекторат да се санира застојот и всушност да се отвори можноста и просторот да се работи на обиколницата, затоа што знаеме дека практично голем дел од возила, по основ на тоа што обиколницата не е функционална, всушност влегуваат во нашиот град и го вршат дополнително товарот на загадувањето. Оваа соработка исто така ќе овозможи Инспекторатот за животна средина во општина Битола да согледува несовесност на граѓаните на Битола кои палат на низа локации материјали кои што го вршат загадувањето на воздухот, но и ќе лоцираат субјекти кои што со чадот кој го испуштаат од своите оџаци се ставаат под знак прашалник дали представуваат извор на загадувањето. Преку оваа соработка всушност треба да видиме и кои делови од градот во која сатница всушност од денот се позагадени. И низ таква една анализа всушност можете да извлечете потоа видик на тоа каде во кои делови од градот треба да реагирате. Никогаш за вакви суштински проблеми, а и воопшто го решавате проблем, не треба да се настапува паушално и од око, туку треба да се настапува токму онаму каде што е лоциран проблемот и токму онаму каде што се наоѓа изворот. Регионалното географско друштво Геосфера од Битола веќе го започна проектот именувај слика, сликај, постирај и алармирај, а со овој проект сакаат да се подигне свеста кај младите за проблемите со аерозагадувањето и штетноста на ПМ честичките врз здравјето на луѓето, но и да се вклучат активно самите граѓани во идентификација на аерозагадувачите во градот. Која е суштината всушност на проектот? Како ги ангажираме сите граѓани со тоа што ги користат мобилните телефони, нивната GPS локација вклучуваат, користат одредена апликација со која што се поврзуваат и преку таа апликација сликат одреден загадувач, ја постираат на нашата група, Facebook група Слика, постира, алармира. Ние оттаму ги преземаме координатите, правиме интерактивна мапа на Google Maps, на која што во секој момент може секој граѓанин да отвори да види на која локација имало некој загадувач и да види на кој начин тој го врши загадувањето. Сето ова го доставуваме до овластениот инспектор за животна средина и тој, значи на некој начин бидејќи само еден инспектор, ќе може да има повеќе очи да види какво е загадувањето низ градот и побрзо да интервенира во одредени ситуации кога има потреба за тоа. Друштвото Геосфера од Битола во наредниот период ќе врши мерења на ПМ честичките во градот, а со мерењето се надеваат дека ќе постигнат визуелизација на загадувањето и со тоа ќе се види кои зони во градот се почисти, а кои се загадени, а со тоа да допринесат општината заедно со инспекторатот да направат професионално мерење и да се набават инструменти кои ќе бидат во функција преку цела година во месеците кога имаме најголемо загадување.